Работиме убав стан за семејство кое живее во Швајцарија и има намера да се врати назад, дома. Прекрасни луѓе со кои лесно се разбравме, со прекрасни деца што веднаш ми сраснаа за срце. И кога ќе почувствувате дека некој така лесно ви се пикнал под кожа, и проектирањето за нив е лесно. Почетната состојба што ја видовте минатиот пат не беше сосема почетна. На неа и претходеше првичен проект во кој по барање на Борко требаше да осмислиме неколку зони на осветлување за дневната соба и спалните. Истото го направивме наоѓајќи ги недостатоците на естетиката на таваните, кои можеа да се искористат за да се формираат дополнителни површини за индиректно и директно светло, што подоцна ќе дадат особени, различни за доживување светлосни ефекти во просториите. Станот се одликува со голема дневна соба која е светла и отворена. Влезна партија што треба да се преработи за да во неа се смести утилитарија. 2 бањи, од кои едната е составен дел на спална соба што следствено се доделува на родителите, а другата во состав на интерен ходник на станот, од каде се влегува во 3 детски соби, по една за секоја од децата. Секој од семејството има посебни желби за својата спална соба, но единствено ќе биде решението според желбите на големите и моето видување во изработката на дневната соба. Еве каков план имав за овој стан. Првичните идеи е да биде бело, светло и отвореноста на дневната да биде потенцирана со светли тонови. Значи, кога ќе влезете, просторноста да доминира, да се намести со минимум потребни елементи. Ходничниот дел ќе го преработиме, така што се осмислува ходничен плакар и зад него остава во која ќе стои централен бойлер, машина за алишта и дополнителен дел за складирање. Тоалетот веќе е започнат со плочкарење. Инсталациите малку ќе ги измениме и ќе ги подготвиме за шолји со скриени казанчиња. И на плочките на Борко, кои тој ги има избрано и донесено, ќе бидат додадени мозаични плочки за доукрасување. Спалната е малку незгодна за распоред заради потребата од голем плакар, кој ако се постави челно или од страната на која сега ни е поставен креветот, го намалува значително просторот за комуникација. Затоа повторно малку ќе ги извртиме нештата и ќе креираме фиокари и голем плакар кој ќе ги задоволи потребите на родителите. Во 2 бањи е планирано да има туш кабини, не сакаат никаде када, па затоа тушевите ќе ги направиме комотни. Собота на Ненат ја има втората стапица во станов, а тоа е што за да направиме добар распоред во неа, треба да го сместиме креветот точно меѓу ѕидот и столбот. Ова е возможно, но кога ќе се појави креветот, тој тешко ќе се помрднува. Втората детска соба ќе има најголем плакар во станот, па сигурна сум дека Аријана ќе добие еден цел дел само за неа, а другиот ќе биде користен за постелнини облеки за целото семејство. Третата соба е наедноставна за решавање, иако кај неа при позиционирање на работната маса треба да ја направиме по мерка и накосо, поради димензијата што ја имаме до балконската врата. Значи, на сметка на големата и пространа дневна соба, спалните се малку потешки за работа, но не и невозможни. Се на се, ова ќе биде еден одличен проект. Неверојатно е што се подот може да направи. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Свежи идеи, архитектонски достигнувања, тренд, идеја плюс, дизајнерски решенија, стил во домот, уредување по фенг шуи. Читајте Мој дом и креирајте нова визија во просторот.
Jugo Експорт Стил ви ја представува најновата колекција на мебел со најголеми попусти и изненадувања досега. Со секоја купена кожна гарнитура изберете релакс лежалка, фотеља или клуб маса гратис. Трпезариски сетови, комплет маса и столици од 199 евра. Клуб маси на попуст и до 42%. Комплет спални соби од 399 евра. Ве очекуваат и многу други изненадувања. Посетете не на Скопскиот саем за мебел или во еден од нашите салони. Jugo Експорт Стил. Естетика на кованото железо. Изработка на огради за скали, огради, заштитни решетки, мебел, врати и балконски огради од ковано железо. Проектирање, компјутерска обработка, изведување и монтажа. Унига инженери. Првиот процес во станот започнува со бојадисувањето, кое навидум требаше да биде многу лесно. Избрав латексна боја, чиј прв слој е нејансирана подлога. Претходно зидовите беа коригирани, дотерани и ние мислевме дека во станов се ќе тече лесно и едноставно. Големи површини, малку бои, но како што ја нанесуваа подлогата, така зидовите се ронеа, наречиси секое повлекување со ваљаците и во сите соби. По ова заклучивме дека глетот кој бил машински нанесен не е со добар квалитет. Па затоа ги натерав целосно да ги преглетуваат зидовите и одново да бојадисуваат со нов тип на бои, за кои сметав дека полесно ќе впијат на подлогата. Додека тие се занимаваа со својата работа, бев до Quickstep, каде за станот избрав прекрасен готов паркет. Миријана ми помогна околу изборот, го објасни лесното спојување и издржливоста на клик механизмот на подот и ми помогна да можеме да ја надминеме постојната разлика на кошулките, изведени во кујната и ходниците повисоки од колку што ни требаа, бидејќи се планирани за стандарден паркет. Со нивниот под на објектот, дневната и онака голема, на крајот изгледаше уште попространа. Белилото на паркетот, надолжните мини фуги што се јавуваат, дадоа вистински израз на просторијата. Колку е тој издржлив и сама се уверив до крајот на уредувањето. Во процесот на договарањето со Борко, откако ја утврдивме функционалноста на секоја од просториите, констатирав дека собата на малата Ксенија треба да биде романтична. А кога сме кај романтизмот, со Стефи од HS Ексклузив лесно го решивме и тој детал, зашто нема поедноставен начин да направите една соба или парче мебел романтично од користењето на нивните лајсни. Ми посочи со какво лепило треба да се аплицираат и сите тие искуства и ги предадов на Ивана од Арбор. Таа го разработи целиот планиран мебел за овој проект, кој според големината на просторот е прилично обемен. Другите соби горе-долу ги имавме завршено, но небојадисана и неразработена остана собата на Ксенија. Сакав првично да е целата во тапети и решена со панелна лајсна, исто по цела должина на 1/3 од зидовите. Земав детски тапети во тиркизна боја со ригиот домус, кои планирав да ги поставам во долната зона, и едни цветни за остатокот од позициите. Имав во план на делот кај креветот да ставам голем постер со принцези. Но зидовите ми вратија назад, повторно со лупење, одлепување. Па првиве тапети, кои бидејќи беа хартиени се едно потешко се нанесуваа, целосно ги извадивме. Повторно гледување, наново, на целата соба и нов концепт. За новиот концепт помогна фотографија од нивната сегашна детска соба, на која нормално видов розеви бои. Како може воопшто да помислам да ја правам собата сина? Новиот тапет што го избрав е далеку поквалитетен и не е во доменот на детските, но бидејќи е нежан и со цветчиња, знаев дека сум во добра насока. Спалната соба беше лесна, виолетовата боја беше изборот за неа, па оставив таа да преовладува во тапетот, а околината која и онака мораше да се пребојадиса, ја избоивме во кремаста што веќе ја имаме во дневната соба. Но гледајте колку нијансите знаат различно да изгледаат, во зависност од околината и светлината. Знаев дека кај да е моите молери ќе ја завршат работата,
па беше време да одберам светилки за целиот стан. Во манек за мене магнет беа новите трендовски LED светилки, од кои имаат одличен избор, а мојата идеја беше колку можам во станот да применам нови серии со нова технологија која потекнува од сигурен извор како Ego или Philips. Во станот во кој има околу 40 сијалични места, верувајте ми, имав малку проблем која за каде беше наменета. Препорачливо беше прво да започнеме со поголемите парчиња, како лустерот во спалната соба, изработено декоративно карирано стакло и инокс. Потоа го поставивме главното светло во дневната соба, од чисто бели светилки, кои сакав да го имаат својот ефект токму кога ќе бидат запалени, а во остатокот од деноноќието да бидат бел декор што ќе се придружи на останатото белило на дневната соба. Ѕидните светилки се исто бели, а кога и тие се поставија, овој ѕид требаше да се оплемени, а затоа ми помогна Весна. Мојата визија беше релативно слободна во однос на ѕидот. На неа и го покажав проектот како е замислен и таа требаше да се движи слободно на целиот ѕид, да го разигра и да му даде шаренило и шарм, дополнителна боја која нема да е нападна, а која можам да ја искористам во останатите детали во просторот. И таа многу ми помогна во оживувањето, со интересно кубично попартовско виножито, испреплетено со нејзините препознатливи, криви, романтични и мистериозни линии. За дневната соба гарнитурата ја избравме во пункт, каде имавме задача да избереме помасивна, поголема, кожна и бела гарнитура, што најдобро ќе си легне во просторот, придружена со лежалка. Но од нив нарачавме и кревети, при што во спалната виолетов, а во детските 2 бели и 1 силно розев. Сите опремени со каси заради потребно складирање на облека и постелнина. А кога сме кај облеките, се разбира, Акронци ни ги работат вградните плакари. Маја ме потсети на нивниот релативно нов модел Масива, кој сега го имаат и во бела боја, но јас сепак се одлучив за стандардната изведба. Секој добива по 1 плакар, а Ријана цели 2, но знам дека и се премногу. Само во недостаток на простор во останатите спални соби, не е лошо да ја искористиме нејзината за дополнителен плакар. Секој плакар е со распоред потребен за поединецот. Дополнети со огледала, чија задача не е само за да се огледуваат во нив, туку и да придонесат за дополнителна светлина или просторност на собите. Стаса и арборци со монтажа на целиот останат плочест мебел во станот. Стандардно почнуваат со кујната, која за разлика од основниот цртеж решив да ја работиме наместо бела, целата во сјаен капучино медијапан, а работната плотна да остане бела, како и заднинското стакло. За дневната соба нарачана е и една голема библиотека, која се работи во 2 нијанси, капучино наместо црна и перла или загасена бела боја, која прекрасно изгледа во комбинација со капучиното. Кире од КСБ Дизајн пријатно ме изненади со подготовка на својот салон за врати во Куманово. На одлична локација на булевар, тој се подготвува за освојување, а кај нас треба да не освои со модел кој јас го видов во изведба на фурнир и во бел медијапан. А бидејќи белата е мојата омилена боја за се што е дрвено, избрав токму бели врати. И гледајќи го неговиот ентузијазам, ветив дека заедно ќе направиме неколку ајде дома модели на врати, кои се надевам набрзо ќе ви ги покажеме. А за сега неговите чисто бели медијапански врати со дискретни нутови по хоризонтала се монтираа кај нас. Па кога и тие беа завршени со сите детали, како первази, монтажа на кваки и китирање, можеме да започнеме со привршување на објектот. Една од завршните работи која ниту е премногу едноставна, ниту пак е мала, се подните лајсни. Дали медијапански или полиуретански, белите лајсни за мене даваат исклучително добар завршен детал на подот и ѕидот. И обично треба да се постават при крај, значи откако се ставени сите вградни плакари и мебел кој се лепи до ѕид и сите врати со нивните первази. Стаса и стаклото за кујната кој заедно со сите лајсни и корекции околу вратичките на кујната ќе го даде нејзиниот завршен лик. Но исто така, што би била таа кујна, без еден шанк чија преграда е дебело стакло. Ова беше модификацијата што ја смисливме со Ивана, на сметка на мојата замисла шанкот да биде со стаклен хаптер, тоест страница. ТВ комодата е голема, долж целиот ѕид и без разлика што е повеќе од 3 метра. Таа во овој простор едноставно не пречи. Во спалната и дневната се поставија еир-кондишни за кои имавме малку мака околу надворешните единици, чиј оставен простор за спалната беше целосно непристапен. Се снаоѓаме и продолжуваме понатаму. Полека сите крупни работи се завршуваат, действијата стивнуваат и стасуваме до деталите.
Југоекспорт е едно од местата каде со клима можам да изберам ефектни додатоци за просторот, како големо огледало кое иницијално ми стои во проектот во дневната соба, вазни и украси, килими. Со него ќе завршам голема работа, а тоа ќе се почувствува дури при крајот на уредувањето. Кога сме кај деталите, треба повторно да се видам и со Боби. За него подготвив скици и цртежи, да видиме што можам да направам за собите на малите принцези. Дека знаеме да работиме постери цели на зидови, тоа веќе ви го видовме. Арно, ама кај мене дома јас ве испитав со една работа која што сигурно не си ја видел нели во живо како изгледа. Да. Тоа е едно дрво што ти ми го правеше по некаква скица што ти ја испратив и еве една гранка. Да. Како изгледа, има Супер испадна. ептено убаво. Од овдека ме инспирираше нели работата кај мене, бидејќи беше многу успешна и убава, да направиме нешто за новиот проект. Едното девојче е целото во принцези, другото девојче е целото во срциња. А што би друго? А што друго за мали девојчиња убави? Најдов неколку срциња, едно од тие е ова тука, бидејќи е илустрација, не знам сега дали ни е потребна она резолуција за која што правевме муабет минатиот пат или не. Така, која гледам ова фотографија, таа не е баш со добар квалитет, Не. но возможно исто да трасираме во илустратори и да добиеме повторно илустрација и нели да ги менуваме боите доколку сакаш. Најверојатно ќе посакаш и такво нешто и да се преработи исто, значи од облик до бој. Имаме други срциња, нели нормално. Погледне. Еве како Да, например ова. истата ситуација може да се прави парцијално. И ова е третото. Супер. Со тоа што би сакала нели авиончето, срцето и овие сите да бидат посебни. Еве уште едно, веројатно ова може со дупка да го изведе. Да, може, ова може да се изработи внатре да се исече. Добра, и еве ги принцезите што ги најдов. Сега тие треба како некој постар, ама пак да биде И исто, значи катиран. да се исече по крајевите, Не за да вака само како принцезите тоа, останат. само Да, принцезите да ми останат. Да, може и ова Залепени. да се среди исто на истиот начин прво со срциња. И сега кај мене кога ги гледав додека лепеа, нели ми изгледаше прилично едноставно тоа лепењето. Да, изгледа, али не. Викаш? Потешко се аплицираат овие работи, посебно ако се на многу парчиња. Зависи и зидот, нели, како ќе сака да се лепи на него. Некогаш не останува лесно, па со малку поголема мака, но резултатот е секогаш многу подобар од обичните лепенки до сега што сме ги правили. Така да целта оправдува. Викаш ке можам сама да ги излепам? Пробај. Ако не, телефонот, ние сме тука секогаш да ако помогнеме. телефонот е тука. Тука, ќе ја завршиме сега. Ќе завршиме работа. Така. Завршните работи никако да застанат. Се си мислев дека имаме малку работа, но до Манекс отидов уште 2 пати, што да заменам, што да докупам, и до Домус за да набавам корнизи за станот, така што уште бушат поправаат и доправаат. Се поставуваат последните светилки, се поврзуваат апаратите. И конечно почнуваме да расчистуваме и да чистиме. Суки започна со неговите монтажи околу водоводот, монтажата на шолите, на бойлерот, на машините. Од нив веќе ги земавме вградните казанчиња и декоративните мозаични плочки за тоалетот и бањата кај децата. Сега ни требаат за функционалниот дел на бањите, чешми, туш батерии и додатоци. Бидејќи овој пат имате убави луксузни 3 бањи, ќе ви покажам една од нашите полуксузни бањи тука на местена, значи реална. Или најлуксузна што Па во моментот, да, може да се каже и најлуксузна. Значи имаме една бања, тоест дел од бања кој што е туш кабина. Тука го имаме стаклото на Хупе, германски производител, кој што е со електроплатирање, значи внатре интегрирана платина во самото стакло, која што се работи во процес на производство кога се произведува и самото стакло. А има повеќе варијанти шари што може да се Има бира? премногу варијанти, дури иницијалите на собственикот може да се интегрираат во самото стакло, да. Ина. Видиш го замислувам по дома. Покрај стаклото, кое што го имаме тука, имаме еден комплексен туш кој што го нарекуваат Rain Heaven или рај додека се туширате. Имаме интегрирана, значи, e-box уградна кутија. А кои се сите делови? Тоа горед звучник е предпоставам. Тоа е, да, звучник. Може, значи, да се поврзе и со звучник, тоест со музика или телефон. И има сите делови, така, сакам да кажам. Постои исто така и туш рачка, која што некогаш треба да се употребува.
Од тука исто имаме, значи за симка. за користење Едностранично. така, Супер. Колку система на Inbox овдека треба да се инсталира? Значи овдека не можеме да ја правиме оваа цела комбинација со еден e-box, ке ни треба значи повеќе e-boxи. Самиот туш има 37 скоро литри во минута проток на вода кога го пуштаме, значи само плафонскиот туш, бидејќи имаме голем проток на вода, значи ни треба исто Голем така бойлер. голем бойлер. Постои опција, значи сето тоа да се контролира со далечинско или пак да се поврзе со iPhone и Ако остане далечинското кај сопругот. со iPhone-от. Со iPhone-от. Така. Добро, Тоа ова е многу убаво, прекрасно е, мислам. Меѓутоа, претпоставувам дека во една зграда во кој што, нели, системот на изводба е комерцијален, не би можело да се употреби, меѓутоа е прекрасно решение за куќа. Да. Ке ја видиме и пура вида серијата, значи бела со хром која што беше. Може Да, и таа таа ми да ја најмногу ми се понудиме, допаѓа. така, може и таа да ја Тие. видиме. Така, може, Варијант. ајде. Се радувам кога во еден простор можам да поставам одлични материјали и одличен мебел. И тоа секако ќе се рефлектира на крај во неговиот финален изглед. Деталите се за на крај, па почнувам од црцињата и принцезите што ми ги пратија од Пан да ги залепам над зидот, за кој толку се покајав што се правев јунак дека сама ќе ги лепам. Многу се изнамачив. И нели, кога се мачите, ама немате каде, мора да се заврши. Може една мисла само да ве води, а тоа би бил крајниот изглед на собата. И наетот се разбира што кај мене знае во вакви моменти да преовладува и се разбира резултира со завршена работа. Постелни на срциња и принцези, уште сосема малку нешта до крајот. Земав доста тапети, корнизи, полиуретански лајсни, останаа завесите и уште неколку детали. Здраво, вртам по каталогот, ми треба еден детал имавте од гардинија што се закачува во вака една S-форма, нешто романтично. За една мала принцеза, во чија соба се е розево. Сега не ви го гледам во дуќана, ама сигурна сум дека во каталогот го има. Во каталог, значи на овој мислиш? Така? Да, тој е тој. Да. Но ова голем кој е Сега во 78? моментот го немаме, меѓутоа може да се порача. Може? Да. И две крукчиња гледам за фаќање на завесите. Да, зависа. Добро, сега оваа завеса треба да биде едно парче, претпоставам, само се беси. И ништо повеќе, нема фаќачиња, нема, не се заврзува, нема никаква друга финта околу неа. Каков тип на завеса треба да ставам тука, веројатно нека тенкичка, така? Да, за ова најубаво е нешто маркизетче да се стави. Така, нешто што би паѓало. Собата е розева, така Да. што мислам дека бела. Бело би било Бело е најубаво, креветчето да. со бела Да, завеса. што ме на розетка. Ајде, покажи ми. Значи ова е убаво што паѓа, маркизетче. Убаво е. Да, Уф, што е фино. многу е симпатично. Имаш вака нешто За кое е фустан? популичко. Имаш и вака нешто посјајно сега, зависи до вкус нормално. Па не знам што поубаво паѓа, веројатно Ова е треба. поубаво, да. Ова е поубаво? Тоа е поубаво, ова е малце покрутичко. Уште нешто? Така има нешто. Да, малце интересно. потешка, ама Да. ми се чини дека прво во највеќе ми се допаѓа. Овие можеме да ги искористиме за долна завеса во детските или нешто слично. Ова е најубава. А мислам имаме доста Правиме завеси комбинации, да. и работи од кај вас да зимаме, ама ова ми беше многу интересно затоа што си ја сака собата со многу принцези и Да, и убаво ќе мислам изгледа дека со баш убаво ќе придržачот, изгледа баш со ова. Да. Да. Као за принцеса. Така, една принцеза да украсиме. Да. Ете ги завесите со кои собите си добиваат целосен изглед. За принцезите розеникави, со точки или риги. За кајненат избрав рол завеси, кои во домус ги најдов по идеални димензии за нашите прозорци. Во спалната соба бела памучна и во дневната густо набрана ленена завеса. Во истите тонови, како и остатокот од просторот. И се разбира деталот на принцезата со нежна бела завеса. Веќе одбројуваме кога ќе дојде Борко со целото семејство. Дамјан во бањите работи на галантеријата и огледалата, а потоа и во спалната на телевизорчето. Јас пак во дневната, детали и украсување. Вазните од Југоекспорт многу помогнаа во декорирањето на станот и ги доукрасувам со малку суво цвеќе и потпори. И во овој амбиент, како последен, телевизорот, кој иако е 55-инчен, се и изгуби во дневната. Време е за Борко со семејството да си дојдат дома.
Леле, каков хаос. Не ми се влегува дома кога ќе помислам што се ме чека. Плакарите на Акрон ќе ви го разубават домот или канцеларијата, а во исто време вашата гардероба и документи ќе бидат безпрекорно организирани. Градините плакари на Акрон се вашиот излез од секојдневниот хаос. Слободно, одете си дома. Открите ја едноставноста. Пура вида од Ханс Грое. Ексклузивно во салоните на Шате, во Скопје и Битола. Здраво! Добре дојдовте. Здраво. Вака цело семејство не сум имала до сега. Повелете да си го видите новиот дом. Вие девојчици? Многу убаво. Не е розово, облека си уште ова. Не, убаво. Теже е многу убав. Ти се допаѓа? Да. Така. Дојди. А сме ли да дираме? Си да не има нешто за монтажа уште. Скрие си детали. Тука ти е макина. И така другото ќе се снајдеш. Да. Да, бутон со фотеља. Со лежалката, не знам кој ќе ја грабне. Татко. Таткото? Да. За него е таа? Да. Он е. Да си ја пробаш. И sad? Така, може главните соби. Да. Оти оваа е занемарливо кога се они тука. Деца сакају. Едва и чекат. Да. Добро, тука ми е гардеробер. И одека, чекај, воце, гостите каде ќе одат во ВЦ. Гостите. Па и вие. Убаво. Убаво? Да. Идеме? Да. Спремни сте? Мислам дека на Аријана собата уште не е спремана, а? Спремна е. О, чека да видим. Ами ние сме право во собите, прво во кутникот. Сега имаме 4 соби, вас двајцата ќе ве оставам последни. Вие нема да се буните. Нема И проблем. сега меѓу вас тројца, кој ќе биде прв? Најмалото. Од најмалото, па ти, па Нена. И он никако најголеми. Може. Ајде. Ксенија прва. Ете, дојди. Прво твојата соба. Ксенија. Чекај, ќе отвориш очи или на крај ќе отвориш? Кај да те донесам за да ги отвориш? Ајде, отварај очи. Уау. Еми 180. Може? Да. Добре. О, ти благодарам. Сето за теб. Твојата соба. Ајде сега другата принцеза. Може? Може. Да. Ајде. Влези. Можеш и да ги отвориш веднаш.
Добре? Да. Те погоди? Се. Се! Злато. Ајде сега Ненад. Најмногу си значека од сите. Чек. Една за момчето, за најголемиот. Една шизичка соба. Можеш да гледаш, Можеш и да погледнеш. Добре, баш ми е кејф. И тебе ти сметни са? О, сакам вакви клиенти. И ти си имаш биро, имаш огромна библиотека и имаш телевизор точно спроти креветот. И имаш Скопје на дланка плюс. Многу добар поглед има. Епа сега другарчиња. Вие останавте? Тата и мама. Тата и мама. Ајде. Фиокари, нели беше муабетот многу фиокари да има, за да те склопиме тебе. Одлично. И голем плакат. Свиѓају. Да. Това е супер. И едно телевизорче тука, што може да си го шеткате за гледање. Супер. Бањите. Знаете дека заборавивме малата бања, тоест на децата бањата, ама прво вашата бања ќе влезе. И бањата, ова е големата. Ајде влези ти, зашто многу честно. Сите. Овде имаш повторно. Еве не, туш кабина, тие успеавме да ги монтираме. Добре, може. Вие имате бања? Кај ги се душирате? Сите тројцата од туш може да застанете. Еј, како е голема. Може? Сите тројца. Дај тушот, дај јас, дај ти. Сите заедно, комплет. И два има. Ете така. Не остана ли уште нешто? Епа, мислам дека ништо друго не ни остана. Се ви покажав. Друго ќе си разгледате сами. Многу ми е драго дека ве сретнав, многу ми е драго дека работев за вас и дека ви го наместив овој убав стан, оти навистина поретко добивам во емисија особено големи и убави станови да ги работиме и ви сте многу прекрасни луѓе, така што Во система е големо задоволство да работиме со тебе. Значи, уште во самиот почеток, првиот, така да го кажеме, контакт телефонски, значи имав некој осет, чувство дека стварно добро ќе соработуваме. Едно одлично искуство, јас сум исто така во тој домен на градежништво, интериори, спуштени плафони, тавани и така натаму. Мисля дека големо искуство ми е да работам, што ова работа изведовме со тебе. Не, фала. Ајде. Каде дојдеш, а? Станот во кој влеговме беше скоро затворена карабина. Добивме задача да го уредиме со наш избор на елементи, при што единствената работа која ја користиме од зградата е паркетот во спалните соби. Ова е редок проектот ваков тип во Ајде дома. Обично просторите се помали и поскромно уредени. Се работи за стан со убави димензии, од кои дневната навистина освојува со својата големина. Што им велам на пункт, можеше и поголема гарнитура да ставиме од најголемата што ја имавме. Уживајте во смиреноста на дневната соба, во романтичноста на спалните соби и во новиот интериер на Ајде дома. А ние се гледаме во истиот термин следната недела на Телма телевизија. Доколку не ја изгледавте целата емисија, репризите се во понеделник во 2 часот наутро и петок во 14:30. И се разбира, секој пат можете да ги гледате на нашата веб страница.
Голем поздрав до следното видување. Барањето на вашиот личен стил, во кој дома ќе се чувствувате пријатно, е работа на искуство, интуиција и следење на неколку основни дизајнерски принципи, кои се разбира можете и да ги прекршите ако знаете како. Светлина, боја, декорација, текстури и детали, спакувани во функционални простори, за кои ќе посакате во секое време да си речете «Ајде дома». Ајде дома, на Телма, во недела, 15:35.